Социјалните мрежи се местото каде што современиот човек живее. Во домот јаде, пие и спие, на работното место работи, а Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и другите се платформите каде што задоволува голем дел од потребите за информации, комуникација и дружење со други луѓе. Мрежите овозможуваат секој човек да испрати порака што потоа ќе му биде достапна на целиот свет. Со тоа тие создаваат досега невидено ниво на поврзаност меѓу луѓето, иако има критики дека преголемото префрлување на социјалниот живот во виртуелниот свет води до отуѓеност. Сепак луѓето се таму каде што се, а бидејќи на сека организација и треба публика да не се искористат нивните можности е исто како продавница за чадори да затвори кога врне. Користењето на социјалните медиуми за потребите на граѓанските организации не е воопшто едноставно. Поголема грешка е да отворите своји профили и страници само колку да ви има, отколку воопшто да не ги отворите. Но ако успеете да го направите тоа правилно, придобивките се поголема видливост, подобра интеракција со целните групи, подобра поврзаност со луѓето и организациите што имаат слични цели и активности и многу повеќе. Во борбата за што поголемо ширење на своите пораки, идеално е да си имаат профили на сите поголеми мрежи, но во борбата за квалитетно присуство што ќе даде позитивни ефекти, сека организација прво треба да се ги процени своите потреби и можности. Да се менаџираат проекти е работа со полно работно време, а да се менаџираат канали на социјални медиуми е работа со полно работно, слободно, вечерно и друго време. Тоа е така бидејќи поентата да се биде на социјална мрежа не е само за да се објавуваат содржини како на огласна табла, туку да се има комуникација со публиката, да се следат незините реакции, да се одговора на прашања и на пораки, дури да се привлечат поддржувачи и активисти. Затоа сека организација треба да се ги процени можностите и потребите. Таа треба да види каде се луѓето на кои сака да им се обрати и каде има луѓе што би ја поддржале и понатаму би ја промовирале незината работа. Другото клучно прашање е кој е најефикасниот начин за пораката да дојде до публиката. Преку кратките пораки на Twitter, убавите фотографии на Instagram, видеата на YouTube, комбинираниот пристап на Facebook или друго. Нема единствен одговор за ова. Веројатно иста организација за две различни активности би применила различни канали. Полесниот дел е како да се влезе на мрежите, а потешкиот е како да се остане на нив. Потребно е редовно објавување и потребни се содржини што ќе предизвикаат реакција. Има неколку корисни трикови. Едноставен јазик. Денес дебатираме за имплементацијата на стандардите и прстот или маусот ја однеле вашата објава далеку зад сликите од домашни миленичиња. Прашања: што мислат луѓето за некоја тема од вашата работа? Може да им понудите одговори за да изберат или да ги оставите да напишат. Фокусот е на темата, не на активностите. Например, што мислите за женските права во руралните средини? Наместо што мислите за нашиот проект со кој ги промовираме и така натаму. Заклучоци и решенија. Луѓето повеќе реагираат на некој проблем ако некој понуди решение. Пример, мора да се изградат 8 депонии за да се спасиме од ѓубрето. Заклучокот треба да биде од активност што сте ја спровеле и за него треба да имате аргументи. Комуникација. Организации што се занимаваат со борба против сиромаштијата или против семејното насилство треба да ги поттикнат луѓето да им испраќаат пораки. Тие што се погодени од проблемите можеби не можат, но можат оние што се околу нив и ги познаваат. И не само овие организации. Сите што имаат потреба да слушнат искуства од обичниот човек за која било тема, треба да го охрабрат да им пристапи. Мрежите се корисни, но имајте на ум, тоа е позајмен простор. Сите платформи се приватни компании и тие ги определуваат условите за користење. Затоа имајте си и своја веб страница.